Која книга ова? Огнениот ангел. Владимир, ова е многу битна книга за мене. Многу битна книга. Значи, ова е Валери Барјусов, Огнениот ангел. Сакате да ви раскажам зашто е битна оваа книга за мене? 5 минути ќе трае, може би повеќе објаснувањето. Јас обожавам да ги правам овие кратки раскази, затоа што после ќе си го извадам видеото и ќе го пуштам. Еве, Cyberpunk вика, од Тајван и Кина до пред 6 месеци не можеш да пратиш ништо за МКД, од Канада и USA воопшто не стига. Катастрофа, еве, што да кажам. Зашто не сме уконектирани на никој начин со светов? На здравје. Да ве вратам на ова. Валери Барјусов, Огнениот ангел. Во 1991 година, на 27 јуни, еден ден по прогласувањето на отцепувањето на Словенија од тогашна Југославија, со што почна распадот на Југославија, бев ставен во авион и пренесен на аеродромот во Церклје об Крки. Зошто? Затоа што во тоа време служев редовен воен рок, нешто што денеска не е познато на младите, во Ниш во падобранските единици, 63-та падобранска бригада. На 26 јуни 1991 година бевме на преживување или преживljавање во планина. 7 ден. 7 дена без храна, со шатори во планина, да се научи начинот на снаоѓање, преживување во планина. Дента ни дадоа наредба да ги срушиме шаторите и кампот да го собереме, дека треба да се враќаме назад во касарната во Ниш. Дали ви е интересно ова до тука? Ствари, ќе си ја задржам во рака. Бојана Иванова, welcome to пријател. Добре дојде во пријатели. Благодарам што го поддржаш каналот. Тони вика многу, Петруш вика и после, сега ќе ви кажа. Имам ја многу вакви приказни. Љубок, поздрав и за тебе. Весна, поздрав и за тебе. Ајде да видам, може ли малку поддршка на каналот, лайк, шер, коментар и све друго. Ќе ви кажам многу вакви приказки. Само ми е страв што да не сум остарел, па имам приказки од пред 100 години. Значи, 26 јуни. 26 јуни. Тони намерно кочам. Правам уметничка тензија. Значи вака, 26 јуни 91. Служам редовен воен рок во падобранските единици. Смена преживljавање. Се враќам сега на претходниот дел. Ни го рушат кампот. Тргнуваме, бевме во шума, тргнуваме према една ледина. За да ја замислите ледината, замислете дека никаде нема човечки градби, значи во планина, длабоко во планини, длабоко изолирани, одвоени од светот. Имаше диви коњи.
паметам дека на еден рид така, можеби на километар од нас имаше крдо диви коњи. Тука слетаа хеликоптери. Можеби ми осмици, не сум сигурен, веќе се пројдени 35 години. Не качео хеликоптери, со хеликоптери не вратија во Ниш. Чувството кога стапнавме на пистата во Ниш, на асфалтот во пистата во Ниш, никогаш не го заборев. Тоа беше прв пат во мојот живот да не сум у цивилизација, да не осетам рамно под нозете. Кога се спуштивме на пистата, имав чувство кога да сум се вратил во цивилизација, кога да не сум бил 10 години во цивилизација. Вечерта не пуштија во град, шетавме по Ниш. Бевме у цивилка. У тоа време не беше дозволено да се оди во цивилка. Делче вика, Филип, почнат тешки умовети. Тоа е дел од моите сеќавања. Сабајлето во 5 сат не будат. Узбуна. Цела касарна на нози. Не постројуваат. Имаше едно огромно плато, кај што се собиравме секој утро. И дојде командантот на бригадата. Ние бевме бригада. Имаше радиовезисти, имаше диверзанти и извидувачи, извидјачи. Ја бев извидјачите. И не построја. Се качува командантот, тој беше еден, мислам дека беше македонец. Се качи на една каобина импровизирана и вика, другари, од денеска сте во војна. Не еде чурлана, 19 години имав тогаш. Вика, однесувајте се како да сте во војна, ги знаете правилата и слушајте ги офицерите. Од тука, соранци на грб, право авиони. Антонов 20, ако не се лажам, или 18, или 22. Треба да проверам. Не качија у авиони и не ни кажа кај одиме. Во авионите прв пат во живот тогаш видов бојава муниција. Мислам, бојава муниција имам видено во обуките претходно и така натаму. Меѓутоа, прв пат во авион внатре видов сандаци со муниција. Полни сандаци со муниција. Авионот тргна. Инаку не заборев, од книгава тргнав. Од оваа книга тргнав. Ќе ви кажам зашто од оваа книга дојдов до приказната за авионот кога летавме на кај Словенија. А почнале веќе. Па не, јас знам дека почнуваат околу 22:30. И мислев да завршам до тогаш. Како и да ја завршам приказнава и ќе завршиме, не сакам да им влегувам во термин. Знам дека почнуваат во 22:30. Летаме со авионот, слетуваме во прво летаме 45 минути, никој не ни кажува кај одиме. Кај одиме? Меѓутоа имавме обука, падобранска обука, сите можни обуки, веќе 9 месеци бев во војска тогаш. И начинот на кој што леташе авионот, како се подигна од писта, леташе цело време право. Значи, по пресметка некоја математичка, брзината на авионот по поминато време, ако леташе, можеше да лета само према Словенија, не кружеше и така натаму. Инаку до тогаш ќе бевме или во Грција, или во Романија, или во Бугарија, или во Унгарија. Ја викам на луѓе, изгледа на носат у Словенија. И така и би, слетавме у Словенија.
слетавме у Словенија после 1 сат од прилика летање и таму го чувавме аеродромот во Словенија, го чувавме аеродромот од словенците. Во меѓувреме Југославија се распаѓаше, се правеа политичко-воени договори, за кои што ќе зборувам многу во некои други пригоди, но додека бевме таму, во библиотеката на касарната ја најдов оваа книга на српски. Огнени анџел од Валерий Брјусов. И оваа книга всушност јас ја читав на позиција, пред мене имаше бодликави жици и минско поле. 91 година. Кога бев копилј со само 19 години. И кога ја видов дека излегла, не постоеше на македонски, кога ја видов дека излегла на македонски, морав да ја имам. И затоа стои секојаш позади мене. Затоа што ми е многу драга како книга. Ме врзува со еден многу значаен, драматичен момент, поврзан со мојот живот. Кога бев копилј од 19 години, бев во војска и не разбирав ништо. Дечки,